Добър ден и среќен ден од Владо Павлов. Македонија со македонско обединување и без се македонско обединување. Сите вие сте сведоци до каде дојдовме. Изборот е ваш. Волјата е слободна. Делата се индивидуални. Револуција со љубов. Револуција без употребен куршум. Револуција без употребена сила. Револуција со пенкало врака за се македонско обединување. Момент, време, никогаш подобро за се македонско обединување. Изборот е секако наш. Одлуката е наша. Моето и оно што го имам сработено овие децении уназад, многу пати сум го кажувал. Јас и денес повторно ќе го повторам. Ваш е изборот дали ќе бидеме македонци и граѓани на ова наша Македонија од прв ред или понатаму ќе дозволиме оние другите да бидат граѓани од прв ред. А ние граѓани од пет ред. Зошто? Затоа што им биле потребни гласовите. Она кое што со милениуми е започнато во Македонија, од времето на Рим, од времето на Веспазијан, кој што го преместува нашиот хелеодром и го гради Колосеумот во Рим. Од времето кога најдобрите умови од Македонија се пренесени во Рим. Од времето и почитоците на Римската империја, кога македонецот кој што немал аверзија кон поробувачот, застанал на римската страна. Ама не сите македонци. Имало македонци кои имале аверзија кон римските освојувачи. Таа аверзија продолжила и понатаму. Таа верзија продолжила и кога Македонија е поробена на 4 дела и кога на власт се става Цинци легија ди Рома или петата римска влашка легија. И тоа трае до ден денес. Издајништвото, омаловажувањето и сето оно што го правил македонецот во тој временски период треба еднаш за секогаш да заврши. Затоа што издајништвото и клеветењето настанало од нашите браќа и сестри македонци во тој временски период, кога прво и најосновно Рим ги поделил. Ги поделил на македонци кои што имале аверзија кон секој освојувач и кон Рим, и македонци кои секогаш биле со освојувачите. Тоа трае до ден денес. Овој момент, ова година е година на се македонско обединување, каде што сите ние, македонците, ќе си подадеме рака и ќе раздолжиме кармата на нашите дедовци, на нашите чукун дедовци
и на сите оние од кои што потекнуваме. Да си подадеме рака едни кон други и една за секогаш да се избориме за нашата Македонија. Да си подадеме рака за се македонско обединување, каде што секој македонец ќе биде граѓанин од прв ред и ќе ја завршиме она карма кон нашите чукун дедовци од времето на Рим, кога еден со друг се издавале, а само за да владее порабувачот. Изборот е наш. Ние кажавме. Јас го дадов мојот збор за се македонско обединување. Јас ќе продолжам секогаш во тој контекст. Македонецот треба да биде граѓанин од прв ред. Македонецот треба секогаш да му диши во врат на секој оној кој што ќе ја земе палката од македонскиот народ да владее. Народот е тој што ги донесува и што ги трга од вас. Ова револуција со љубов и со пенкало врака треба секој македонец да ја направиме. И потоа, кога ќе биде успешна оваа мисија Божја, јавно и гласно, сите кои што сме за се македонско обединување, во секој град ќе ја покажеме нашата врлина и нашата сила. Секој оној кој што ќе даде од себе и ќе даде за Македонија, тоа го прави затоа што Македонија е света работа. И тоа го прави за своите идни поколенија и за светоста негова. Ние не смееме да дозволиме и понатаму да владеат банди, да владеат дојденци, да владеат сите оние на кого им е потребна Македонија за пречек на антикрист. Сега ни е дадено на нас, македонците, да го пречекаме опозитот на антикрист. И затоа треба да бидеме сите обединети. И затоа треба да бидеме за се македонско обединување. И затоа треба да им кажеме стоп на сите оние кои што веруваат дека преку Македонија и истата таа кој што се спрема со години уназад за пречек на антихрист, кој што треба да биде со македонско потекло. Затоа што нема друг начин за да направат една светска влада. Начинот за да успеат е само преку Македонија. И затоа овде ќе биде Армагедон. И затоа универзумот не сака сите нас обединети. Бидејќи, ако не сме обединети како досега, ќе живееме онака како што живееме. Ќе живееме со катанец на умот и пранги на нозете. Ќе живееме во лавиринтот на Минотаурот. И никогаш нема да го најдеме Терзиевиот конопец по кој што треба секој да биде ослободен и да ја види светлината. Никогаш. Немаме повеќе време. Поминаа оние години на карма, кога го ставиме последен пат нашиот македонски цар сам. Немаме повеќе време, затоа што све веќе е раздужено од македонецот. Сето оно што требало да го помине, целиот оној пекол и целиот оној пепел кој што денес го има македонецот е завршен. Следно после пепелта е фениксот. И вие тоа мора да го разберете. И вие тие мора да го сватите. Јас јавно, со име и презиме, Владо Павлов, со матичен број ќе ви кажам, со овај лик, ова го правам за Македонија. Немам никаква потреба да се наметнувам. Еве од овде јавно ви кажувам на сите. Нема потреба за никакви работни места за Павлов. Ни не сакам јас работни места. Мојата Македонија е тоа што јас го правам. И пред вас транспарентно ви објавувам. Се тоа што го правам
Не го правам за некоја функција или да седнам на фотеја. Еве, јавно го повикувам премиерот Тино, дека ова што го прави Владо Павлов, го прави за Македонија. И ќе ви докажам дека не барам никакви функции, не барам ништо. Само сакам Македонија да ја видам слободна. Само сакам овој народ да се прегрне. Само сакам овој народ да ја даде корпа на Сорос, оној кој што започна со уништувањето на Македонија. Оној кој што го даде првиот кредит на македонската влада за уништување на нашиот Бог во нас, за уништувањето на нашиот кутлеш, за нашиот пламен и оган во нас, за кој што секој се бориме. А вие бидете мои сведоци дека ќе биде така. Дојдов во Кочани, не барам ништо и во Кочани. Го давам она што го правам за Македонија. Да, живеам со сите, ама не барам вина кај никого. Секој има своја одлука и секој има свој цел. Мојата цел е сите да бидат обединети. Мојата цел е и ќе остане сите ние да бидеме браќа и сестри космополити. А тоа го знаат кочанчани од времето. Дека секогаш сум се борел да бидат сите сложни како браќа. Сите оние илјадници кои што поминуваа преку Владо, сите оние кои што учеа во гимназијата Љупчо Сантов и раснеа кај Владо, сите оние кои што знаат, никогаш не сум дозволил, независно кој на кој припаѓал, независно кој на кој родител му бил. Сите биле браќа што раснеле преку Владо. Не се наметнувам и не сакам да се наметнувам. Само сакам објективната вистина сите да ја кажуваме. Овде сум, дојдов, видов, победив и се враќам назад. Славењето ќе го препуштам на сите оние мои браќи и сестри. А ова што ви го кажувам, не барам ништо јас. Не барам никакви функции. Мојот живот, мојот пат е макадам за идниот македонски цар. За идниот македонски цар на царевите и крал на кралевите. Тој не е ниту Бранко Црвенковски, ниту Сашо Мијалков, ниту Никола Груевски, ниту Христијан Мицкоски. Сите овие нека се борат за премиерско место. Монархот е нешто друго. Монархот е тој што доаѓа со брзината на светлината и тој што сите ќе ги стави на она место каде што им е местото на секого според делата. Помнете и не заборавајте. И затоа ви велам, не барам ништо. Сакам слободно да функционирам без оно што го прави сектата, а дали Бог сакал така и универзумот, да поминам низ овој лавиринт на сектата и да ги видам сите тие како функционират. Јас само би им дал рак. И би сакал ние македонците сите обединети за доброто, за битката на доброто против злото, да функционираме како нив, како тие што се обединети за злото. Не можам, да премолчам. Младите лица, кои не се искалени, треба да имат старци. Без старци нема ударци. Но ова треба да обрати внимание. Секој оној кој што сака да ја додржи власта. На ова, ако е премиерот Тино, тој треба да обрати најмногу внимание. Локалните власти беа оставени самите на себе.
и дојдовме до оно што дојде. Затоа, секој оној кој што се наметнува како лидер, треба да има своја екипа, треба да има свој кои што ја сакат Македонија и кои што не ја сака, оние кои што ја сакат Македонија без материјалност. Младите не може да се справат со сектава. И затоа, сите вие сте сведоци за сето оно што се случуваше. Одговорно тврдам, знаејќи го Веспасијан Кочански, дека тоа е фингирано сценарио и намешталка, за да дојде до неговата цел, за неговата карма, за да дојде до оному каде што нешто останило, нели, од неговиот претходен живот. Да земе една маркица повеќе за градење на стамбени комплекси на место каде што има светост. На место каде што за мене во Кочани ќе биде Армагедон. На место каде што истиот тој го ставил како парцела, као демек бил локалитет со мало значење. Премиере Тино, внимавајте на овие. Тие се многу лукави. Тие се кодификувани лисици. Младите мора да бидат со поддршка на постарите. Не ги оставајте. Затоа што ваквите кодификувани лисици, кои ги има во секој град, секогаш ќе ја завршат работата за тоа што тие се овде. А нивната работа, како на овај келави ганстер од Кочани, не е за Македонија. Јас имам многу искуство. Ќе ви кажам една случка од времето на Никола Груевски. Сите бевме обединети, и јас како млад тогаш, за Спиро, за Пико, да биде кандидат за пратеник од осигурувањето. Се возевме со неговото југо и одевме секаде. Во тој временски период толку многу беше завршена работата со ВМРО ДПМН, каде што секој од Кочани да беше ставен ке победеше. Тогаш во Скопје добивме нокаут. Наместо Пико, Никола Груевски го стави Радко Сорос и вахабиста. Зошто? Затоа што некогаш наводно Пико не сакал да биде председател на општински на ВМРО ДПМН на Кочани. А јас ки кажам, поради тоа што Радко беше голем финансиер преку печатницата Европа 92, кој што му е поклонета од Сорос и кој што во тој временски период касата беше празна на ВМРО ДПМН после Љупчо Ѓурѓиевски. Имам уште многу да зборувам за многу работи кои што се правени за ВМРО ДПМН од моја страна и од страната на моите луѓе во Кочани. И преходно, кога мојот кум, со кој што имаме кумство 500 години, беше пратеник од редовите на ВМРО ДПМН Крале Спанчевски. Сите оние кои што знаат, во тој временски период имаше терор и сила. Во тој временски период, другата страна, моите браќа, има секакво право. Има право да влезат во изборни штабови со палици, да кршат и никој да не ги дира. Тоа го знаат сите кочанчани. Но ние не го правевме тоа. А го додржувавме Кочани во мир и успеавме
на тој начин и покрај таа сила, каде што поголемиот број на моите другари од другата партија, тоест од СДС, од СДСМ, беа многу блиски до Бранко Црвенковски, па дури и обезбедување негово, а најмногу со Бучковски. Ние останавме пријатели покрај сето тоа што се случувало тогаш. Денеска е друго време. Денес мораме сите да се обединиме. Денес мораме да се обединиме сите, и тие мои браќа кои што тогаш беа со палици и кои што им беше дозволено што сакаат да прават во Кочани. Денес мора да се обединат и младите. Денес мора да се обединат и сите оние кои што ја знаат лукубија како светлината. А тоа се оние мои пријатели и браќа со кои го поминав моето детство и мојот живот во Кочани. Мојот локал беше локал каде што беше направено ваквото семакедонско обединување. Каде што имаше 50% од ромската популација и 50% од македонци. И немаше никаков проблем. Јас, уште тој временски период, во Кочани го направив семакедонското обединување. Без поддршка од ниту една политичка партија. А тоа го знаат сите во Кочани, колку и да молчат. Затоа што секната и дала наредба да зборуваат против мене. Затоа што секната и дала наредба Владо Павлов да го уништуваат. Али јас ќе останам достоен на сето она што сум го правил. И без разлика на се, мојот збор ќе си го одржам. А вие, кочанчани мои останати во цела Македонија, дали овој пат ќе разберете ова порак или не, е ваше право. И јас сум за семакедонско обединување. И ќе дадам поддршка не на локалната, она која што, како што гледате, се уште не е окуражена, и како што гледате, може некој кадификува на лисица да исушалта, за да може да се спортистави на нешто утре и да дојде до незината цел. Како одлучите така? Јас никого не сум терал на сила. Ова не сакам да го сматрате за агитирање. Ова е семакедонско обединување и секој треба собствено внатре во себе да се разбуди. Да свати колку е голема Македонија и колку е големо денес да бидеш македонец. Имам уште многу да зборувам. Ама ова моje видео нека биде вакво како што е, и ќе го замолам Мали Џокица да не изиграва Че Гевара, затоа што Че е нешто многу големо. Че, за да бидеш, треба да бидеш до народот, а не до Сорос. Че, за да бидеш, треба да се бориш за обединување, а не за разединување. Че, за да бидеш, треба да бидеш на плеките на македонецот. Е тоа е Че за Владо Павлов. Затоа што Че или Че Гевара е бил мој идол и патот на целиот мој живот што сум го поминувал. Од специјалец, преку војни действија, преку подобрански единици и што ли не во цивилство. За да бидеш Че, треба прво да бидеш војник. А не знам дали ти си служил војска. За да бидеш Че, треба да знаеш дека треба народот да те сака. А тоа што ние го оставивме нашиот град е вина моја и на сите оние кои што беа со Владо Павлов на времето.
и дојде до сето тоа што дојде. Затоа сега, ти мало кој што изиграваш че и кој што се виебна во небото како ВД, заборави на старите че и мислиш дека младината е таа што ќе се манипулира? Не. Младината во Кочани знае кој е че и кој ќе застане во одбрана нивна. Затоа младино и сите вие кои што сте надвор од Кочани, а расневте со Владо Павлов, земете ги телефоните и поддржете го се македонското обединување на сите македонци во цела Македонија и во Кочани. Излегнете, бидете најмасовни и дадете го својот збор и дадете го својот глас. А потоа сите заедно ќе му дишеме во врат на идниот градоначалник кој што е од една политичка партија. Да не манипулираат независни, а всушност зависни. Сите знаеме, барем ние постарите кои што имаме пријатели во службите и секаде во МВР низ Македонија, дека Сити е место каде што доаѓале Паужина Оливер и Грила Заев. Сите знаеме за кого доваѓале тие двајца. И да не се манипулираме, да не се лажеме. И нема потреба да се криеме. Слободно, на секого му е отворено да дојде во Кочани. А вака терористички да се криеме, значи дека нешто темно му се спрема на Кочани. И аз да сум Зоран Заев и Оливер, слободно ќе влезам во Сити и нема да ги падам или да ги трнам настрана кај кондукторот, персоналот, за да јас нешто кажам. Јас секаде каде што одам, гласно зборувам, а тоа значи дека не кријам ништо и тоа значи дека не сум терорист. А овие ептен терористички дошле во мојот град Кочани. И ова моје видео го завршувам со моја порака до кандидатот на ВМРО ДПМН, за кој што е ова се македонско обединување низ цела Македонија па и во Кочани. Прво што треба да направи кој ќе дојде на власт, да го врати Мирче, синот на Додос, за директор на Водовод. Ете, тоа го бара Владо Павлов. И такви како Мирче способни дечки има многу во Кочани. Докторе Владимир, ако успееш, ќе успееш. Прво што треба да направиш е да го вратиш Мирче, синот на Тодос, за директор на Водовод. И да не ја гледате политичката определеност. Бидејќи се докажа Мирче дека може да го води тоа предпријатие кое што е целосно уништено и потполно да се подпрете на него, бидејќи тој потекнува од татко кој што беше поштен и кој што го направи градот оваков како што го знаеме сите ние. Докторе Владимир, мојата поддршка на сите мои пријатели е за вас. И не заборавај, ќе ви дишеме во врат, се додека пулс него одгонетнеме. И ќе ви ја дадеме целата архива наша, на една цела детективска активност за се што се случувало во Пулс. И наместо да седиш со Радко, треба утре да се бориш тој човек да го затвориш. Затоа што Кочани знае од кого пати, а и ВМРО ДПМН од кого уништен.
Прво што ќе направиш, Мирче да го вратиме за директор на водовод. Затоа што нема поспособен од некој што потекнува од родител кој што спаѓал, замислете, спаѓал и бил нон-стоп со оние кои што граделе патишта низ Кочани. Ако тоа не го направите, ќе имате голем опозит, како секогаш кога сум на страната на вистината. Кога ќе дојдете на власт. А ќе ви дишиме во врат. Тоа го бекам пред сите оние деца кои што ќе го дадат зборот за тебе. Ќе ви дишиме во врат. И нема да ве оставиме. Ни секунд. Бидејќи по големиот дел од програмата се дела наши, на се македонското обединување. И втора работа, најхитно да се дислоцира ѓубриште од онаму каде што е светоста на Кочани на Македонија. Тоа е нешто што Павлов го кажал пред 15 години. И второ, Кочани мора да има музеј. Ромската популација може слободно да им се помогне и да не живее во касарнишките кругови. И то не е касарна. То е јавно обвинителство за време на турците, за време на отоманите. И не смее тоа да се руши. Тоа е место каде што Кочани може да има многу добар музеј. За да повеќе не се крадат артефактите од Кочани кои што се украдени и од кои што се направи винча културата. Од оному каде што се градеше споменикот од Ноб, кој што нема ни Н буквата од Ноб. И тоа треба да го направите на собствена волја. Кочани, ве сакам со дух, ум и фанатизам за Кочани. Секогаш сум овде кога е во прашање Македонија и воскреснувањето на македонизамот. Ајде Кочани да го направиме најголемиот туристички центар на светлината, а не на сектата и темнината кој што ја направи на денот на неговото раѓање 16 март. И последна работа. Се македонското обединување ќе се бори да докаже дека прскалките немаат никаква врска од она што се наметнува како доказ за дискотеката Пулс. И ќе се бори, како што се бори денес, секаде во Македонија. И ќе бара поддршка од сите македонци, во целиот свет, не само во цела Македонија. За нов обвинителен акт за убиство. И наместо кодификуваната лисица да ве манипулира, треба да им барате камерите што снимале нивни. И тоа треба да го направи МВР. Камерите што снимале од неговиот дом. Е така ќе ја сакаме Македонија сите, и така ќе се обединат сите кочанчани, и така сите деца ќе ни дојдат. Затоа што Кочани ќе биде најголемиот туристички центар и Ватикан на цел свет ќе биде нов. Ама препознат ли по доброто, а не по злото. Кочанчани кои што сте надвор од Кочани, земете ги телефоните и јувајте се. Продолжете ја мојата семакедонска иницијатива за семакедонско обединување за граѓани од прв ред македонец. Доста ни од Сорос,
Доста Кочани беше пилот програма за центар и дувно на шпионирање од времето на Југославија, за центар и дувно на црните тројки од времето на СХС. Доста ни се од овие црни пилот програми кои што ги прават со нашиот град, а се со една цел да се сокрие вистината за древниот град Трнапура или Бела. Ајде, Кочанчани, покажете како тоа што го покажа Кичево, како тоа што го покажува Скопје и сите градови во Македонија, за се македонско обединување и дишење во врат од вас до сите оние на кого што ќе го даете зборот, а јас ќе бидам секогаш до вас. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Кочани, верувам во тебе, дека ќе го дадете она највисокото, она најсилното за се македонско обединување, за нашиот град, како во времето тоа што го правевме заедно со мене и каде што заедно живеевте секојдневно со Владо Павлов и ги слушавте овие обединички пораки со вашето детинство до ден денес. Направете го тоа и секогаш ќе бидам тука до вас и секогаш ќе се бореме заедно за Македонија, за Кочани, за се македонско обединување и за космополитизам каде што сите сме браќа и сестри. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Ова се моите пораки до идниот градоначалник и моите ставови. Секој му е дадено на слободна волја и секој нека избере за кого ќе биде во иднина. Делбата, конфликтната логика, уништувањето на Македонија и на македонецот треба да останат минато. Воскреснувањето на Феникс, обединувањето и Македонија со вистината треба да биде иднината на секого. Премиере Тино, крајно внимателно со кодификуваната лисица, крајно внимателно со маркиците кои што се правени за уништување на Кочани, каде што на секој локалитет имаме стамбен комплекс. Не дозволувајте и еден најголем од најголемите локалитети што останува, а тоа е Кочанскиот Панаѓур, да биде место каде што ќе се градат одредени активности за запечатување и на тој локалитет кој што не остане единствен заедно со монополски бавчи или со монополот во градот Кочани. Да живее Македонија, за Фениксот, со дух, ум и фанатизам. Ве сакам сите, одлуката е ваша. И јас знам, ќе завршам моја работа, дојдов, видов, победив и славата ви оставам на вас, Кочанчани, затоа што вие заслужувате да живеете како браќа и сестри, покрај се што се прави во овој град цели 2000 години.